33-то издание на фудбалскиот куп на Македонија. Вардар и Струга Тримлум се актерите на ова финале кој ќе се одигра на арената Тодор Проевски 21 мај 20 часот. Она што останува впечатливо и најверојатно што ова финале долго ќе остане во аналите е големината, силината на Вардар како клуб и неговата традиција години наназад, без да навлегуваме во исходот на финалето. Зборуваме за двајцата тренери, два прекрасни личности, едуцирани фудбалски. Зборуваме за Гоце Седловски и за Илчо Ѓорѓиевски. Колку е Вардар голем, само по себе покажува ова кога во финалето еден против друг на двете тренерски клупи ќе се судрат две такви имиња кои на пресконференцијата ден пред ова 33-то издание на фудбалскиот куп на Македонија недвосмислено, јасно, многу искрено, па дури би рекол емотивно пред се од страна на Илчо Ѓорѓиевски ги кажаа своите размислувања, своите идеи кога е во прашање Вардар, а секако и конечниот исход на овој надпревар, каде што според моменталниот квалитет овие две екипи се изедначени и навистина резонирајќи фудбалски, гледајќи фудбалски, многу е неблагодарно да се прогнозира крајниот исход. Она што го најави Илчо Ѓорѓиевски дека Вардар е негов клуб, дека пораснал со Вардар, но на новинарското прашање од 0 до 100 како помислува и како очекува да биде исходот и дали ќе настојува да го победи Вардар, Илчо Ѓорѓиевски во негов стил, онака како што го познаваме уште кога играше фудбал, а и подоцна беше во структурите на ФФМ, изјави: го сакам Вардар, Вардар е мој клуб, меѓутоа ќе настојувам 100% да го победам Вардар. Од другата страна Гоце Седловски, искрено поголемо фудбалско име со поголем и подобар интернационален стаж, убаво тренерско име кое го издигна Вардар на едно високо ниво после она катастрофална есен. Пролета беше повеќе од блескава, убедлива и резултатски најуспешна, можеби досега во поновата историја на самостојниот македонски фудбал. Беше умерен и оптимистички настроен дека Струга е силен тим, меѓутоа дека Вардар е Вардар и дека врската спрема армијата, негови навивачи е секој пат да се победува. Интересно е што Гоце Седловски рече дека пролетва Вардар одиграл неколку финалиња на купот на Македонија, алудирајќи на големите надпревари каде што Вардар во низа остана непоразен и најави дека ќе настојува исто така да го добие овој дуел во 90 минути. Тоа е што продукција Скок го најавува на овај свечен фудбалски настан кој посакуваме да се одигра пред полни трибини, во еден свечен амбиент, во една спортска игра и секако со помош на ВАР технологијата да се отстранат сите евентуални спорни ситуации, сомневања, сето она што може да нанесе некаков негативен ефект на овој свечен чин на ова финале на Купот на Македонија. Во продолжение видете ги изјавите изворно од камерата на продукција Скок, она што го кажа двајцата тренери Илчо Ѓорѓиевски и Гоце Седловски и секако двајцата капитени, двајца врвни фудбалери, Захарик од Вардар и Шабани од Струга Тримлум. Добар ден до сите актери на ова наше финале. Големо поздрав од продукција Скок. По едно прашање за шефот на стручниот штаб Гоце Седловски до Захарик. Му давам предност на капитенот. Дали мислите дека овој надпревар може да го реши еден слободен удар, да речеме, или една ситуација каде што вие се покажате дека знаете да реализирате? Тоа е прашањето до вас. И до шефот на стручниот штаб, Гоце, знаеме, пропозициите предвидуваат во случај на нерешен резултат дека и така натаму може да дојде до изведување на пенали. Дали вие како шеф на стручен штаб ја предвидовте таа варијанта или тренировте или нешто во таа ситуација? Само една напомена, два пати по 15 минути, евентуално па потоа пенали. Благодарам за тоа. Да, работиме сите варијанти кои треба се нормално доколку биде решено, има положение, два пати по 15 и следуваат пеналите. Секако дека овие денови кои ги имаме 10 дена позади нас работиме на сите тактички замисли и
не се последен тренинг, видиме само да не има некоја повреда, не да ги Господ види, че сите играчи за сега се здрави, освен Симбойски. Така, да видиме денес ќе работиме што е последен тренинг, па ќе одлучиме за отрешките на првенство кои ги најсе ќе излезиме и спремни да видиме на сите тие 120 минути доколку и на тие пенали. Pa ja ću nadovezati na vaše pitanje. Sigurno da se dosta situacija u fudbalu i rješava upravo ovim što ste vi rekli, nekim prekidom ili nekom situacijom. I ono što se mene tiče iskreno nije važno kako ćemo riješiti, ko će riješiti, bitno da na kraju, da li to bilo 90 minuta, 95 ili 120, da se ostvari taj cilj i taj rezultat koji se toliko dugo čeka i vi svi zajedno s nama i cijeli klub, tako da totalno nevažno kako će se riješiti. Naravno da se može riješiti iz prekida, iz kornera, iz faula, iz centaršuta situacije, ali potpuno je nevažno sutra ko će riješiti, kako će riješiti, bitno da smo mi spremni, koncentrirani na sve stvari što je šef nam rekao, imamo i današnji trening da uradimo, čeka nas jedan fantastičan teren, jedan od boljih u Evropi, tako da mislim na ove naše stadione, stvarno sad smo izašli tu i pogledali malo, stvarno je teren u savršenom stanju i evo iskreno i ja, kako ja, mislim da tako i šef i svi ljudi, moji saigrači, ljudi iz kluba jedva čekamo sutrašnji nadprevar i nadamo se najbolje. Значи, секој надпревар овие 5 месеци кои беше позади нас, секако беа финали за нас, него друга утакмица финале, секако дека постои да притисок, али свесни сме сами, кажав, играчите, доколку го дадат максимумот како што играат овие последните 5 месеци, мислам дека сосема заслужено и ние и Струга го заслужува финале, така да има нормално постои тој притисок, али кога излеземе на терен, тој притисок престанува и се надевам на добра игра. Од наша страна, фер, коректна и да се прикажеме добро светло и после таа одиграна утакмица се развива. Ќе зависи од успех или неуспех целата сезона од еден меч како што е финален на куп. Вардар го качи негоре на пето место, така мислам дека толку утакмици, толку надпревари, толку притисоци, мислам дека го заслужиме тоа, така нема тука да се и овој надпревар сакаме да го заокружиме со тие надпревари кои ги играме до сега да биде у наша подсмета. Pa dobro, gledajte, šef je sigurno došao u drugom dijelu nekoliko mjeseci i naravno da kad je šef stigao i sa njegovim saradnicima i ljudima iz kluba da su donijeli neke određene poteze, mislim u ovom momentu na igrače, da se dovelo dosta kvaliteta što se tiče igračkog kadra i naravno da smo odradili jedne vrhunske pripreme u Antaliji i sigurno da je to bit svega ovoga što smo mi sad radili u drugu polusezonu, veliki niz bez poraza, mislim da stvarno zaslužuje jedan respekt prema ovim ljudima koji su došli u tom nezgodnom periodu u klubu i mislim da je to jedan pokazatelj kako Vardar treba da igra, kako Vardar treba da izgleda i kako treba da se ponaša. Mislim da smo pokazali ovih zadnjih 16 utakmica, 17 ne znam već, ko smo i šta smo, donijeli smo neke dobre stvari u Makedoniju i za ljude koji vole Vardar i mislim da ćemo i sutra dati sve od sebe svoj zadnji atom snage da donesemo ovo što svi već iščekujemo 18 godina, tako da toliko od mene mislim da smo napravili jednu jako dobru stvar. Само ще кратко веж да се обратам, апел до Табаковски. Прашање до Седновски во смисла на игрување, дали е предност или може би не, тоа што се игра еден надпревар. Што би било кога би имало два надпревари кога што е првенствено, дали ова што купот ти го решава една средба, сметате дека ви оди во полза или може
еден, секако дека мора да се одигра тој надпревар, така не гледам тука некоја разлика, утре избегуваме на терен, го даваме максимумот и ние и Струга, кажам дека Струга е една квалитетна екипа, респект за нив, али ние треба сами себе да се гледаме, знаат играчите што бараме од нив, на телефона што цело време ги фанеше, ними така да и на тренинг не сме да изгодат како пак камоли на утакмица. Сето тоа го примија, мислам дека свесни се и иако е крај на сезона изморени, веќе сите со главите на одмор, али мораме да стиснеме она што се каже, што утакмица да работиме како што треба на наш стил, на наша игра, на знаете и сами дека овие утакмици кои ги играме до сега, варда никогаш не се бараме така чизези на утрешниот надпревар, дека ќе играме доста офанзивно, доколку противникот ни дозволи. Во каква ситуација беше варда пред 5 месеци, чекаме ова финале да заврши, па после тоа ќе седнеме, ќе разговараме и да видиме што за понатаму. Кои се најдобрите страни на Струга Трибу? Со оглед дека имате респект за нив, рековте две екипи едни од најквалитетните во државата. Што е тоа што треба најмногу да се пази вада? Веројатно на играчите ќе им кажете ама нешто да споделите и за дали ќе кимне да видите? Добро, секогаш јас се гледам и кога имаме состаноци, нормално дека правиме анализи, но секогаш ние се фокусираме на нашата игра. Кажав, субово да играме, ние го респектираме противникот, али фокусот наш е да играме наша игра, наша поставеност, наша дисциплина, наша тактика, така да и истото ќе се случува и на утрешниот ден. Не сакам да раздвојувам имиња, не сакам да раздвојувам, кажам дека Струга е квалитетна екипа, ланска сезона шампиони, малку фалеше да влезе во тие групи, али ова сезона гледаме и тие кај завршија едно место над нас, така спремни сме да покажеме утре дека и ние и Струга го заслужувава финал. Само моја кратко враќање во името на целиот клуб на ФК Вардар, една благодарност од Фудбалската федерација за досегашната организација, на арената, за ви препорачувам на вечерашниот тренинг да го упражнете теренот, никогаш не изгледа да бъде состојба, да знаете. Повик официјален и преку ова пресконференција до сите навивачи за што помасовно присуство, билетите знаете како се купуваат онлайн. Апел за фери коректно навивање, што е многу важно во година, за да нема никакви прекини на мечот и слични нешта и така. И во оваа насока, само да напоменам дека Фудбалската федерација на Македонија, заедно со Хелсиншкиот комитет, во соработка со Европската унија, поддржана од Европскиот центар во Скопје, создадува една мини кампања за говорот на омраза нема место во фудбалот, игра без говор на омраза, капитените на тимовите од првата лига пратија порака за фер и коректно навивање. Фудбалот е за почит, за едништво и за ферплей, и затоа замолувам доколку сте во можност да ја споделиме оваа видео порака од капитените на тимовите, се со цел и утре да имаме достоинствен надпревар со фер навивање и со меѓусебна почит. Ви благодарам. Играм со срце, навивам со почит. Биди гласен за фудбалот, активен за омраза. Поддржувам својот тим и не напредувам луѓе. Со срцето на терен, со страст и почит до трибини. Еден тим, една цел. Стоп за Европейски. Стоп за говорот на омраза. Благодарам за Коте Седловски и за Горан Захарич за 10 минути заедно со нас. Широкостојниот штаб на Струга, Фуче Георгиевски и капитен на Фудбал Шаман. Благодарам што сте во финалето. Кај сме, како сме?
Добре. Стигнато овде, како тема, отвара локално, само да стигна до това. Buyur, Maria. Muhabbet konuş. Со камерите сме, окей? Поздрав уште еднаш, заедно со нас представниците на финалистот во Купот на Македонија, Стругатин Љум, шефот на стручниот штаб Илчо Георгиевски и капитенот на тимот Буњамин Шабани. Во однос на организацијата на надпреварот, евентуално ако има некои прашања, тука сме, за се друго представникот вториот Шабани на масата на Стругатин Љум. Најпрви да ви се заблагодарам за вашето присуство. Значи се работи за купот финале, еден од најважните надпревари за сите екипи. Значи пред вас тука се тренерот Илчо Георгиевски и капитенот Буњамин Шабани. Најпрви ќе зема збор тренерот Илчо Георгиевски, ќе даде свој осврт за финалниот надпревар против Вардар. Ти благодарам. Финале на купе е надпревар кој што пред почетокот на сезоната го посетуваат сите и фудбалери, тренери, екипи, спортски работници, надпревар кој што се чека цела сезона да дојде. Надпревар кој што сме ние утре ќе бидеме присутни. Надпревар кој што сакаме да го освоиме. Стругатин Љум е релативно млад клуб, 10 години, во тие 10 години постоење има освоена 2 шампионски титули, едно финале на куп и утре игра второ финале на куп, што е можеби раритет во европски рамки, можеби единствен тим во Европа. Струга го посакува трофејот утре да го донесе во Струга, да ги израдува своите симпатизери и навивачи. Како тим сме дефинитивно спремни, желни, мотивирани и тактички, и психолошки, и физички за утрешниот надпревар. Имаме доволен број на квалитетни и искусни фудбалери кои што знаат да се носат со утрешниот предизвик сила. Сега збор за капитенот Буњамин Шабани. Ралаш покивање. Сакам да ви се заблагодарам на сите. Утре за нас многу важна такмица. Спремни сме сите. Секој играч ќе даде се од себе и мислам дека може да дојдеме до овој трофеј. Као екипа сме спремни и ќе дадеме се од себе и мислам дека утре ќе освоиме овој трофеј. Утре да го победите Вардар и дали се чувствувате како фаворити? Не, Вардар е фаворит на утрешниот надпревар. Значи јас го ценам и почитувам Вардар. Вардар е мој клуб, сигурно дека јас и како играч и како тренер освојав титули со Вардар. Значи, јас ќе ги кажам, Вардар е мој клуб, но на утрешниот надпревар од 1 до 100 што кажавте, колку сакам 100, значи да го победам Вардар сигурно утрешниот надпревар. Фактички Стругатин Љум утре е гостин на арената Тодор Корајевски. Значи, навивачите, Вардар ќе игра пред своји навивачи, додека Струга ќе биде гости. Прашањето беше за мене или за Буњамин? Да, првото е за вас. Добро, Вардар е сигурно дека ќе му е препуштена фаворитската улога на утрешниот надпревар, затоа што игра на домашен терен, на градски стадиони, игра пред своји навивачи, пред комити. Значи, ќе има сигурно огромна поддршка, ќе ја преземе таа фаворитска улога, меѓутоа јас и претходно кажав дека ние сме максимално спремни да одговориме на секој предизвик и ќе влеземе на надпреварот за да го победиме.
Ние сме спремни за оваа утакмица, сите сме искусни играчи и живееме за такви утакмици. И мислам дека сме спремни и многу сме спремни за оваа утакмица и мислам дека не е проблем што дали имаме повише навијачи или не. Сигурно дека тоа ќе биде и мотив повеќе за нас пред одека на практично на космински терен, на оваква една атмосфера да го дадеме доброто од себе и да го победиме напред. Прашање? Поздрав из Илчо Георгиевски и Буњан Шавани. За двајцата имам по едно прашање. За Илчо прво го прашав и Гоце Седовски ми одговори баш најконкретно. Кои се добрите страни на Вардарот кои што треба да се пази? Струга Тримљу. А за Буњан Шавани, овој тим на Струга е веројатно многу поискусен во вакви големи надпревари, имате и европски надпревари како тим и како играчи, за разлика од Вардар. Дали тоа може да биде вашата главна предност на утрешниот надпревар? Добро, значи го анализиравме Вардар секако дека не можам тука се да кажам кои се добри и лоши страни, ќе оставиме тоа за меѓу нас да остане, меѓутоа Вардар направи еден конкурентен тим, значи оваа полусезона видовме дека направи една низа на победи и од тој аспект ние максимално го респектираме Вардар како тим, секако како клуб уште повеќе. Меѓутоа ние си имаме своји сметки, своји рачуници, знаеме што сакаме и знаеме како треба да го направиме тоа за да дојдеме до успех. Да, точно е. Јас и на почеток кажав дека имавме екипа со искусни играчи што игравме големи утакмици во Европа и во наше првенство. И мислам дека утрешната утакмица нема да значи тоа многу, што секоја утакмица е нова утакмица. Меѓутоа, мислам дека искусните играчи знаат како да играат на кои утакмици и мислам дека ќе излеземе да докажеме тоа што го знаеме. Ташен ден преди се ќе ми летал на прво или так ми јан тиден тагачен. Ама парси се ќе ми борим деше да не Европа, да на лиган тон, деше тамлаја. Добар ден од мене, поздрав до тимот на Струга Тримљу. Едно прашање за шефот на стручниот штаб Илчо Георгиевски до капитенот Шабан. Илчо недвосмислено најави, тоа е добро за едно финале генерално, дека Струга Тримљу тргнува да го освои пекарот и мислам дека тоа е добро. Моето конкретно прашање е дали вие како шеф на стручен штаб и ќе поставите играта да победите во регуларните 90 минути, да го нападнете Вардар, или сепак можеби варијантата гледате во тоа или екстра тајм продолжувањето и евентуално изведување на пеналите, со оглед дека Струга и Вардар барем по мене се изедначени тим. И истото прашање за Шабани, пошто има половен континуитет од шефот на стручниот штаб, кога се опрашање дуелите меѓу Струга и Вардар. Имало различни резултати. Сметате ли дека во овој момент двете екипи се изедначени, дека има некој мала предност во однос на теренот или на квалитетот на тим? Благодарам. Зборови Струга во победи Вардар 4 спрема 1 на Градски и 4-0 спрема Струга, Вардар е победи Струга во Струга со 0 спрема 2, тоа е аспектно ваше видување. Добро, јас го спремам тимот за се дека судијата не свирне крај на треба. Дали тоа ќе биде 90 минути или ќе биде 120 минути, по многу, значи ќе зависи од ситуацијата на теренот. Секако ние спремаме тактика во секоја една ситуација како да реагираме. Значи посакуваме да го завршиме на преводот успешно во тие 90 минути, но спремни сме и за 120 минути, како што кажав на почетокот, физички екипата е навистина добро подготвена и спремна и за 120 минути доколку треба, но искрено посакувам да надпреварот го завршиме позитивно за нас во тие 90 минути. Од тактички аспект сме спремни, како што кажам, физички сме исто така спремни
од психолошки аспект верувам дека сме уште повеќе подготвени и ќе не понесе и атмосферата на стадионот, самиот стадион, условите кои што ги дава арената, и верувам дека ќе гледаме едно квалитетно финале, кој што очекувам да ги подигне и критериумите за македонскиот клубски фудбал. Да, со Вардар игравме повеќе утакмици, но тоа не значи ништо, пошто игравме со други играчи, други тренери. Утре е сосема друга утакмица, предност не знам дали би кажал, пошто финале, без разлика на квалитетот, мислам дека нијанси ќе одлучуваат, така да треба максимално и нијанси ќе одлучуваат кој ќе биде победник. Јас се извинувам што немам прецизна информација дали Струга Тримлум има своја навивачка група, навистина не сум информирана, и ако има, дали навивачката група сака да присуствува на градскиот стадион? Дали побарала, ако има, навистина не знам. Благодарам. Да, ќе ви одговорам јас на ова прашање. Навивачка група немаме, но навивачи заинтересирани што сака да присуствуваат има, и тоа ќе има, сигурно ќе има навивачи, но тоа не се навивачи како на другите екипи, поголемите екипи што се во нашиот шампионат. Благодарам. Честитки до представниците на Струга за пласманот во финалето, пред се тоа е веќе само по себе голем успех. Во смисла на тоа што ќе го пресуди на преварот, што ќе добие, Серновски најави дека Вардар секогаш игра офанзивно и ќе игра офанзивно и утре, исто така на победа. И вие најавите игра на победа. Би сакал да кажам, во минатите години не гледавме многу голови баш преди тие тактички надмудрувања меѓу финалистите и често завршуваше со мал број на голови и на пенали. Дали тоа значи дека очекувате многу голови во првите 90 минути? И ваша офанзивна игра, бидејќи тоа го подразбирам кога велите играме на победа. Секако, значи ние да спремаме тактика за да одговориме на Вардар во секој еден на секој дел од теренот, зборам и дефанзивно и офанзивно. Ние сме екипа која што сака да игра офанзивен фудбал и имаме играчи со такви карактеристики, сакаме да биваме посебот на топката во своји нозе и со оглед на тоа мислам дека ќе гледаме еден допадлив фудбал утре и ќе имаме едно убаво финале. Други прашања кои има? Значи, тоа е се од пресот, сега можам само да Златко. Да, благодарност на присуството. ВАР системот ќе биде во функција, како што знаете, ќе се игра со новата официјална топка која што ќе биде дел од македонскиот шампионат од идната надпреварувачка сезона. Уште еднаш апел до сите навивачи и поддржувачи на двата клуба за втори коректно навивање и многу успех и на Струга Тримлум во финалето утре на националната арена.